Под посебен засилен полициски мониторинг на денот на изборите ќе бидат неколку критични избирачки места во Охрид, каде низ изборните циклуси минатите години биле евидентирани најголем број нерегуларности, подкупување гласови, агитирање, групно гласање. Началникот на СВР Охрид вели тоа се избирачки места каде живеат социјално ранливи категории на граѓани. Тие места се населени места каде што се социјалните згради на улица Карпош Војвода, потоа местата каде што живее мешано етничко население, каде што тука имаат големо влијание сите политички партии. Имаме заеднички став во текот на наредната недела за сите овие критични точки да ги информираме ОПСЕ, односно ОДИХР, наблюдувачката мисија и дипломатско-конзуларните представници со цел на тие, да кажеме, избирачки места со висок ризик да има и повеќе меѓународни наблюдувачи. За полициските службеници од Скопје и Куманово кои периодов агитирале кај граѓани за одредена политичка партија, министерот за внатрешни работи Наќа Чулев најави строги казни. Имаме информации, према дел имаше таков случај во Скопје и во Куманово и против тие полициски службеници се преземаат конкретни мерки, вклучително и кон колегата од Куманово, бидејќи станува збор за потешко кршење, значи че најверојатно ќе следува и најтешка дисциплинска казна. Според Чулев, полицијата е подготвена да обезбеди фер, демократски и безбедни избори. Обезбедена е заштитна опрема за полициските службеници и сите потребни материјално-технички средства. Инаку со оглед на големата фреквенција на туристи во Охрид и поради безбедноста, но и поради коронавирусот, летово ќе се засилат полициските контроли низ целото градско подрачје. Ќе се интензивираат и казнувањата за неносење маска, групирање низ угостителските објекти и непочитување на правилата за движење на јавни места.